Во младоста бев. Уште си се сметам за млада, ама бев повеќе критична и самокритична. За стравовите, да, ги имам и колку што ги имам, тоа значи дека и сум нормална. А секако дека работам и сакам да работам на стравовите и да ги прифаќам секогаш, да ми бидат големи пријатели. Да видиме што има тука. Кога сте биле најстрекни во животот? Многу пати сум била среќна во животот, многу среќно детство. Мислам дека сум била најсреќна во животот кога сум постигнувала, кога ќе ми се исполнувале желбите, соништата и така натаму. Скоро бев исто среќна кога имав премиера, со детето сум среќна, секогаш среќна сум и кога се будам. 2020 година ме научи на трпеливост, истрајност, толеранција, исто така ме научи на прифаќање на новите услови, на осаменоста, но ме научи и да бидам храбра. Што има тука? Што би му рекле на детето во вас? Немој да се грижиш, немој да мислиш на иднината, радувај се и биди вистинско дете со желби, многу желби и барања и малтретирање на другите. Што ви недостига? Ми недостига одмор, можеби, ми недостига море, сонце, планина, прошетки, многу, се надевам дека ќе ги имаме во иднина. Младите денес многу се паметни. Поинакви се, моето мислење дека се поинакви, и тоа е добро што се поинакви. Ми се допаѓа што се бунтовни, ми се допаѓа што се многу повеќе се разбираат во однос на мене, во однос на технолошките работи. Ги сакам младите и очекувам многу од нив. На себе си должам уште повеќе почит и си должам помала самокритичност. Свој најголем успех, па уште го немам достигнато, меѓутоа успех е што сум жива и здрава на овие години кои што сум. Успех е, не би кажала ништо за професионално, значи најголем успех ми е што чувствувам љубов кон луѓето. Тоа е вистинското. Стоп за лаги, за агресија, стоп за површност, стоп за дезинформации, стоп на непријателството, стоп за неправдите.